Врзи прст тражи лек е честата изрека на Штипјани кога тие бараат чаре за лек. Бајките оставени од нашите предци, познати дури од дамнешни времиња, се честа примена и денес кога бебињата немаат мирен сон и постојано плачат. Граѓаните на Штип велат дека кога немаат спас тие одат на бајање, а тоа го советуваат и некои лекари, кога и тие не можат да најдат решение кога се е во ред со човековото тело, а сепак има некаков проблем. Има. Од време? Од времето си е тоа. А од што го фани уроци? Па од очи, од глави. Бат и жени помини. Не, јас за децата сум ги гледала за уроци бабите во село, а сега тука не. Тука не одам. Не само децата за уроци, вика те уручили, на кај не сме одиле никаде. По минимум, да, точно е тоа. По минимум, ја бебето сум го носила, те во Ливаците сум живејала и носила сум го, там имаше една баба што седеше на буновено баба, она му пребајаше, заминеше, тоа се, крај. Да. И син ми е голем, па и него го се, и он се уручува. Ко беше мал? Исто. Баба му побаја и готово. За 5 минути? Мине. Супер. Тоа е. Више сила има. Може да има нешто истина, не знам. Со поделени мислења беа граѓаните, па покрај што имаше такви кои ден денес одат на бајање, имаше и такви кои велат дека во уроци тие не веруваат. За уроци? Не, ја не сум ги носил тоа, никој пат. А верувате ли у тоа дека постоја уроци? Не знам, ја тоа не сум пробал и не верувам во тоа. Не. Не верувам. Не знам, деца, не знам. Инаку бајките стари колку Македонија, постојат од дамнешни времења создадени и пуштени од Бога кај луѓето ктитори и побожни, со цел да помагаат на луѓето без да бараат возврат. Можеби некои не веруваат, други пак се уверуваат на лице место кога гледаат спас на нивен близок, ама сепак не може никој да опише и денес како овие силни бајки се лек за нешто што лекарите не можат да го пронајдат.